денот по утрото се познава, по вчерашната несериозност на кандидатите претенденти за нови министри, се познава каква ќе биде оваа влада. Па откако председателот на собранието ве дисциплинираше, влеговте во салата, тоа веќе што се прикри на собранискиот канал, не се представи, и денеска доцневте со половина час. Таква е одговорноста на новата влада. Предлогот на новата влада е стара песна на нов глас, само со уште послаб хор. Односно, луѓето кои што беа во составот на минатата влада, која требаше да биде реформска, а не спроведени од реформи, плюс проследена со низа скандали, за кои ја добија казната на локалните избори. Каква надеж дава власт која е прогласена за хибриден режим и која ги има сите карактеристики на монархија? Иако во светот се укинуваа монархии, кај нас се воспоставува монархија. Луѓето, граѓаните, велат поголем хаос во институциите досега немало, како во овие 4 години. Значи, владее анархија, прва карактеристика за монархија. Автократија е другата особина на оваа власт, за што ви укажа и председателот Стево Пендаровски на годишното обраќање, кога спомна авторитативни и популистички лидери, меѓу кои спаѓа и Зоран Заев. Деспотизам и диктатура се следните особини на оваа власт. Па ние видовме примери на министерки и министери кои цинично, самобендисано и арогантно, дрско одговара или воопшто не одговара овде во собранието пред нас пратениците, домот или органот кој што всушност ги одбира, не го почитуваат, а замислете како се однесувале во институциите што ги воделе кон вработените. Поголемо изживување низ институциите немало, со закани, уцени и така натаму, тоа го кажуваат вработените во институциите. Па нели ветувавте ке нема реваншизам? Сега, во оваа влада се наоѓаат истите ликови чии политики, како што кажав, на локалните избори беа поразени. Односно, оваа влада, каде формално стои, позади која стои СДСМ, а реално е предводена од ДУИ, подпомогната со триото ЛДП, Дом и Демократски сојуз, кои поради собствениот комодитет поддржуваат влада на криминал. Односно, влада која е во селотејп коалиција со партии кои што најчесто народот ги нарекува човек партија, кои ниту имаат ресурси, ниту капацитет, но клиентелистички од време на време ќе предложат некои законски решенија кои знаат дека нема шанси да се спроведат, но за да си ја кренат цената, да уловат нешто во матното и кога ќе треба да си ја поддржат оваа влада, ќе си чушнат во столчињата и ќе си кренат рака. Какво владење со право, какво владење или антикорупција, кој што велите, кога на очиглед на јавноста се случуваа рекет, мафија, Ден Дончев, Рашковски, нарачани судски пресуди, пасоши на наркобосови, Луи Витон торби, кинески провизии и така натаму, и најодговорните министри за овие скандали и корупција всушност се повторно во новата влада. Вчера ги именував да не ги повторува. Каква грижа покажавте за граѓаните? Кога нема ПСР тестови, нема термини, туку се добиваат во други градови термини, нема, замислете од минатата недела, агенции за испитување на дидимери, па луѓето одат приватно испитуваат, ги плаќаат прескапо и кој има пари ќе се испита и ќе живее. Кој не, кој преживее, ќе раскажува. А ветувавте бесплатно здравство, нели, по европски терк. Немате спроведено добри протоколи и позитивни шетаат меѓу здрави луѓе, бидејќи немате јасни протоколи. Дали во пандемијата ги заштитивте текстилните работнички? Дали ги заштитивте матичните лекари? Дали ги заштитивте децата со Даунов синдром, церебрална парализа, слепите и така натаму? Дали модуларните болници се безбедни? Да имавте проекти, колку што имавте скандали, од првиот ден на власт, вие ќе бевте најуспешна влада, да не ви беа приоритети личниот интерес и богатењето. Јас немам видено партија која се патосирала сама од себе за толку краток временски период заради своите погубни политики, како вие. Во сферата на образованието, божем дигитализација на учебници, божем национална платформа, ама ништо од тоа нема. Додека апсевте путер, градоначалници шверца цигари.
20.000 граѓани со дупли матични броеви кои што ги има во избирачки список на повеќе места. 80.000 евра за прибор за јадење додека нацијата гладува, замислете. Сега го разрешивте Бучковски, откако на неговиот успех во преговорите излезе на виделина, додека Бугарија го свикува Националниот совет за безбедност и ги зголемува барањата кон нас, уште повеќе ги зацврстува позициите кои онака беа јасни и силни. Се просветли Никола Димитров и пушти глас, откако не го ставија министер. Ама кога требаше да одговара во собранието за преговорите со Бугарија, не доаѓаше. Јас лично, сигурна сум дека и граѓаните, не верувам во човек кој што го потпишал Преспанскиот договор, кој го бранел договорот за добрососедство со Бугарија и сега изјавува после свадба Тапани дека всушност бил гласноговорник во владата за штетноста на договорот со Бугарија. Не верувам затоа што договорот за добрососедство со Бугарија е всушност последица на Преспанскиот договор и е Пандорина кутија која што налага и отвара нови прашања и барања за што ние укажувавме. Всушност, сакам накратко како да објаснам како стигнавме до економската криза. Мандатаре, 20 години сте експерт во финансиите и јас искрено сигурна сум дека ви е кристално чиста јасна работата што све се случуваше. Во делот на капитални расходи, всушност можем да го потенцирам, најеклатантен пример беше купувањето на 33 милиона евра кои што чинеа акциите на МАК Петрол и АД Гама за веќе изграден гасовод и докапитализација на АД МЕПСО и ЕСМ. Понатаму, владата предводена од СДСМ и од ДУИ во изминатите 5 години за неколку пати ги зголемуваше и воведуваше нови даноци. Првично беше зголемување од 3,5 денари по литар за дизел гориво, со изговор дека сиромашните не возат, а потоа под превезот на праведно оданочување се воведе прогресивен данок, всушност кој за една година потоа го ставија на одложена примена и кој што треба во 2023 според она што сте го ветиле, ќе треба да го враќате. И така растеа всушност и цените. Кога бевте опозиција за јавниот долг, се сеќавам дека говоревте кога не беше ни 50% од БДП-то, велевте дека е грчко сценарио и така натаму. Сега во вашето владење стига до 65% и важиме за високо задолжена држава и вие не реагирате. Што се случува со цените кои што ги удираат граѓаните секојдневно по нивните џебови? Всушност, премиерот кој што ви замина, кој што свати дека треба да го напушти бродот и си замина, вети покачување на платите, што е неостварливо и неморално ветување во сегашните услови, ама неговиот министер за економија планира инфлацијата која подолго време тропа на врата и ги празни џеповите на граѓаните да ја скротува со замрзнување на цените. И еве еден графикон имам овде, за една година од декември 2020 до декември 2021 на лебот покачена е цената за 9,3%, на овошјето и зеленчукот за 6,5%, на маслото за 25%, месото за 6% и шеќерот за 9%. И откако цените го постигнаа својот плафон, всушност тогаш се замрзнаа. А всушност знаеме дека платите всушност секогаш и по правило ја губат трката со цените, така да постојаните фалби за растот на просечната плата во земјава, според официјални податоци и ве демантира самиот Завод за статистика на Република Македонија, дека уште во јули е намалена за 1,4%. Додека мандатарот најавува дека 60.000 работни места се спасени, го демантира Агенцијата за вработување и вели дека за една година има 29.000 нови невработени пријавени. Цело време велите дека е во перцепцијата и во главата на ВМРО-вците, но ММФ и Светска банка ви укажува дека продуктивноста на македонската економија опаѓа и дека всушност сме длабоко задолжена земја. Почитуван мандатаре, имате богата биографија, што е за поздрав. Имате еден дел во биографијата дека имате издадено понови публикации, конкретно на темата буџетирање на родова еднаквост во времето на пандемијата, и ја упатувам до вас едно конкретно прашање: како ќе го објасните моментот каде што имате 25% на жени во новата влада, ништо променето од минатата влада? Една колешка вчера велеше дека има 40%, но точно пресметав 25%. Значи, да резимираме, почитуван мандатаре.
Легитимитет на предложената влада нема, легитимитет на избори. Надеж дека ќе се смени нешто нема, значи продолжуваме понаа народната кучињата си лаат, карванот си врви, елитата на СДСМ станува се посилна, додека народот станува се посиромашен. Благодарам. Кој е кој? Марија